Добар ден, пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска сум особено возбуден затоа што ќе одговорам на две прашања од две Инстаграм пријателки кои што многу ќе ве интересираат и кои што мора да ги споделите со некој од луѓето кои што се соочуваат со ист или сличен проблем или ги имаат истите или сличните прашања во глава. А за да не должам многу и да дадеме време за повеќе одговор, ќе оставам да го погледнеме прашањето, па ќе се вратиме назад за да дадам одговор. Ивана, фала ти за прашањето и стварно одлично прашање, затоа што многу луѓе на денешницава го имаат тој проблем, особено вие девојките, и општо не само како дисфункција на тироидната, туку можеби хормонален дисбаланс предизвикан од некоја друга жлезда, затоа што нашиот ендокрин систем продуцира хормони во телото од повеќе жлезди, не е само тука тироидната жлезда и не се само јајниците. И како и да е, јас повеќе она што мислам дека е важно за твоето прашање и е подобар одговор е не како да го забрза слабењето кога можеби имаш хормонски дисбаланс и ако тоа предизвикува дебелење или стагнирање со килажата, туку многу повеќе јас би зборувал како ти да го решиш прво хормоналниот проблем, за да може да функционираат останатите процеси. И ова ти го кажувам исклучиво од искуство кое што го имам работено со неколку девојки, пред се и тоа е мојата сопруга која што ја запознав како клиент кој што имаше проблеми со хормони и со тироидна жлезда, затоа многу добро знам каков е процесот и многу знам дека тоа е стварно макотрпно нешто и треба човек најмногу да истренира трпение и да биде трпелив, затоа што барем кај Тања примерот беше да дури после 8 месеци го реши тој хормонален проблем, али не последиците, туку изворот и причините, и откако го реши, потоа го реши проблемот со килажата. Инаку во тие први 8 месеци беше блокада и никакво мрднување на килограмите. Како и да е, она што јас би ти го кажал, прва работа, хормоналниот дисбаланс предизвикува стагнирање во килажа или уште полоше дебелење, или па може да предизвика и слабење нагло, затоа што хормонскиот систем и ендокриниот систем е доста сложен систем и нема шанси да дадеме одговор сега на тоа прашање, али хормоналниот дисбаланс во најголем дел се појавува затоа што телото не може доволно да ги продуцира хормоните или поради тоа што се јавуваат грешки во нервниот систем кој што праќа погрешни сигнали до жлездите па тие ненормално работат, или па можеби рецепторите во крвта кои што исто така се еден сигнален механизам и примаат дразби и сигнали и врз основа на тоа после се раѓа некаква реакција, имаат некаква дисфункција. Али во најчестиот случај најверојатно е недостатокот на протеин, затоа што ако ги гледате хормоните малку подлабоко, ќе видите дека тоа се протеини или гликопротеини кои што во својот состав имаат, народски ќе кажеме, јаглехидратите и протеините се уствари клучниот момент за продукцијата на хормоните. И тоа ќе значи дека ако на долг рок ти ги немаш и тие аминокиселини кои што треба да ги создаваат хормоните, односно од кои што се создадени хормоните, ги немаш, ќе можеби се јави таков дисбаланс. И тоа значи дека ако можеби има недостаток на естроген, кој што е многу чест случај на покачување на килажа, да тој недостаток на естроген неефикасно ги обработува скробот и шекерите, тоа ќе значи дека ќе се складираат тие во масти и многу брзо може да се покачува килажа. Случајот е тука и со многу други хормони, може да имате покачен инсулин и кортизол и тоа да придонесе до покачување на килажа, може да има намален тестостерон, тоа да придонесе до покачување на килажа. Значи, проблем ми е да ти одговорам у моментов точно индивидуализирано, затоа што не знам што точно ти се случува. Како и да е, иако можеби не ти дадов целосен одговор, можеби ти
ќе ти помогнам да малку поинаку размислуваш, барем и да се насочиш, ако ти треба можеби дополнителна помош, слободно пиши ми назад во приватна порака како што тоа го направивме и во почетокот, и пак она што треба од тука да го извлечеш, ако било кој познаваш, а и ти лично имаш таков проблем, тогаш не се фокусирај на последиците, не се фокусирај на килажата, фокусирај се на причината и на коренот на твојот проблем, а тоа значи прво реши си го хормоналниот проблем, па многу лесно потоа ќе можеш да го решиш и проблемот со килажата. Не е битно дали брзо или бавно ќе намалуваш, битно е да стигнеш до целта. Така да, Ивана, фала ти уште еднаш за прашањето, супер прашање. И слободно охрабрувам било кој од вас да поставува прашање, а сега ќе погледнеме уште едно прашање, па ќе се вратам назад да ви дадам одговор исто така за интересна тема. Маријана, добро си потенцирала, затоа што искрено сега тоа веќе е тема во која што јас немам ингеренции да чепкам и не би сакал да навлегувам во нешто што не е моја надлежност, но како и да е, имам познавања и она што можам да ти кажам поврзано со, не можам да ти кажам како да ја третираш астмата, нема ни да се осудам да чепкам таму, но како и да е, физичка активност со астма е нешто што не само што не треба да го избегнуваш, туку е сосема и препорачливо и добро, затоа што вежбањето по ниеден основ не може да му наштети на телото. Нормално не зборуваме за било какво вежбање, затоа што и кај астмата има нешто што не се препорачува. Но поради астма, ако имаме изговор да физички сме тотално пасивни, тогаш имаме голем проблем и тоа е изговорот кој што треба да се ослободиме. Оно што јас би ти го советувал, прво нешто што како вежбање треба да избираш спортови кои што и дисциплини кои што не се долги, од типот да не биде тоа можеби час по, да речеме, зумба кој што ќе трае 50 минути, или генерално избегнувај дисциплини кои што ќе побаруваат големо задишување на дол крок. Затоа што кај астмата проблемот и иритација дополнителна може да прави тоа што ќе вдишуваш голема количина на воздух преку устата, кој што прво ќе биде сув, второ ќе биде ладен и тоа може да ти направи проблем кај астмата и да те иритира. Затоа се додека физичката активност дозволува дишење преку нос, кој што ќе внесува воздух во помали количини, влажен и топол, тогаш ќе биде во ред. Затоа она што јас би ти препорачал е можеби возење точак, можеби џогирање лесно, можеби пливање затоа што драстично е повлажен воздухот, па и да дишиш преку уста, ќе се намали таа иритација. Така да одбирај такви дисциплини и спортови кои што нема да ти придонесуваат за да дополнително правиш иритација и да си создаваш проблеми. По другото прашање за како да ја решаваш астмата, пак ќе ти напоменам дека не сум јас човек кој што тоа треба да го одговара. Сигурно и ако се сочуваш со овој проблем, веќе си доста запозната и бараш некакво решение, али у секој случај фала ти за прашањето и што придонесе да можеби некој друг нешто дознае, кој што го има овој проблем и нормално секој од вас кој што има било какво прашање, тема за која што сакате да зборуваме, ќе ми биде од огромна благодарност и чест да зборувам, затоа што на оваа заедница и требаат одговори на многу прашања и митови. Така да, дечки, фала ви на секој од вас што одвојувате време за оваа содржина. Тука останува да ве поздравам, да ви посакам здрави животни навики и да се видиме во следната епизода. Чао, чао!